Имаме главоболки, се чувствуваме малаксани, кај некои се јавуваат и стомачни болки. Лекарите велат дека ова е последица од наглите временски промени. Исто така велат дека овие временски температури можат сериозно да предизвикаат сериозни здравствени последици. Токму на оваа тема во продолжение разговараме со доктор Оливер Алексовски. Докторе, најпрв ви благодарам за одвоеното време и што сте дел од програмата на телевизија Нова. За време на вчерашниот ден имавме екстерно високи температури, целата територија на нашата држава се наоѓаше од температури од жолта фаза. За денесот Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат промена на временските температури, локални врнежи од дожд. Како сето ова влијае врз човечкиот организам, особено кај хронично болните? Добар ден и поздрав до гледачите на телевизија Нова. Навистина овој период се високи температури очекувани изнели за градот Скопје и околината. Значи првенствено мора да се следат оние препораки што секојдневно идат не само од Министерството за здравство, него и сите здравствени работници. Онаа група најкарактеристична кој што го очиствуваат овие високи температури се најпогодени се хронично болните. Првенствено тука стануваат кога веќе зборуваме за хронично болни, оние со срцеви болести, со пулмонални болести, оние со покачен крвен притисок. Симптомите што често пати се јавуваат се, како што кажавте веќе, вртоглавица, малаксаност, често пати може да се јават тие стомачни тегоби. Значи самото време придонесува да луѓето се осеќаат неудобно. Значи мора да напоменам, не само хронично болните, има една група на тоа се првенствено наши пациенти под услов нели кажано, кои што се вработени, мора да бидат излезени секојдневно, да се ги извршуваат сите оние секојдневни обврски што кај дел од нив може да се приметат сите овие тегоби. Дали се знае точната бројка колку интервентни случаи се пријавени во текот на вчерашниот и денешниот ден? Значи во текот на вчерашниот ден за 24 часа нашата служба има околу 110 интервенции на територијата на градот Скопје и околината, што е една нормална бројка за овој период од годината. Тоа се однесува не само на градот Скопје, нели и околината. Се надевам дека и во текот на наредните денови што ќе се следат сите овие препораки што ги кажуваме ние, дека ќе се задржиме на оваа бројка, не би се зголемила. Кои се вашите препораки кои што се неопходни за овој период од годината, што ќе им препорачите на нашите гледачи? Па значи првенствено мора да се внимава оној период од 10 до 17 часот колку може да не се излегува надвор, да се излегува веќе ако има крајна нужда, ако се излегува да се носи заштитна капа, очила, облеката да биде лесна и светла, да се конзумираат течности, под услов да се оди под сенка. Хронично болните како категорија кои што најчесто ќе ги осетат овие тегоби да си ги земаат оние нивна редовна препишана терапија, младите работоспособни во текот на работниот ден ако може да седат во климатизирани, проветрени простори, да се внесуваат повеќе течности, витамини, минерали, да се пие онаа нивна редовна терапија што имаат препишано и значи колку да може да се сведи сите излегувањето барем во тој период на минимум. Благодарам многу.